Почитувани, барокот на Шилегов очигледно не му пречи, а особено некога треба неговиот лик да ја украси барокната зграда. Петре Шилегов и кандидатот на СДСМ за центар поставиле огромни паноа. Но тие не се поставени на приватен билборд, туку на зграда во сопственост на граѓаните. Врз основа на кој закон е дозволено имотот на општините и државата да стане рекламно пано на СДСМ? Дали ова рекламно пано било понудено на сите политички партии да можат да се рекламираат? Или на државен имотот на граѓаните, право на реклама има само и исклучиво Социјалдемократскиот сојуз? Почитувани, нема да дозволиме СДСМ да се однесува како комунистичката партија на Северна Кореја. Исто, како во комунистичките режими низ светот, Петре Шилегов сака да ја покрие сопствената неспособност и неработа, поставувајќи огромни слики, од кои треба сите да сме воодушевени. Напротив, големите лаги не можат да бидат покриени со големи слики. Оваа агресивност само ја покажува нивната слабост и стравот од пораз. Затоа на овие избори ќе победат граѓаните на Скопје. За СДСМ доаѓа силен пораз од сите луѓе на Македонија. А за оваа злоупотреба ќе има одговорност. И за оние кои тоа го дозволиле, и за оние кои ги поставиле овие пропагандни реклами. 17 октомври е блиску, институциите ќе се ослободат од канџите на власта, а одговорност за ова дивење ќе има.